Петте ловни дена во првиот месец не ги увери ловците дека ќе имаат добра ловна сезона. Прелетен дивеч на терените има во сосема ограничен број, па многу ловци од лов се враќаат без да испукаат патрон. Од теренот стигнуваат информации дека препелици и грлици има во сосема мал број. Иако се забранети за лов, многу ретко може да се видат див зајак и еребици. Фазанот е истребен откако престана да се населува во пресред на ловната сезона од воајерата во Чифлик. Причини зошто е таква состојбата има повеќе, но основата е во хаосот со концесиите и ловократството, кој во последно време добива загрижувачки димензии. Познавачите на приликите во ловот велат дека со мотоцикли, џипови и трактори ноќе се претресуваат терените и се уништува долгушестиот дивеч. Во таква ситуација не може да биде задоволни ниту концесионерите, бидејќи за празните со дивеч терени никој нема да сака да се зачленува. Најспецифична сепак е состојбата со ловните терени кон Пресека, кој оваа сезона останаа без концесионер, па истото е препуштено самото на себе и несвеста на ловците кои креветираат кон него. Таквата ситуација е причина првите ловни денови од новата ловна сезона на терен да излегуваат мал број на ловци. Одредени непотврдени информации велат дека во Тишиновско и Облешевско дел од ловците под изговор дека ги шетаат кучињата загари практично ловат во работни денови, бидејќи ловиштата не се покриени квалитетно со ловочуварски служби. И додека полезниот дивеч е пред истребување, штетниот опасно се намножува. Во одредени атари е присутна вистинска наезда од лисици и волци кои хараат по полските терени.